Требаше ли Америка и Израел да го нападнат Иран? Интересно прашање. Најверојатно, нивната надворешна политика си довела до тој степен да истите да одлучат да го нападнат. Не сум многу под политиката. Ја мислам нигде не би требало да има такви напади. Ништо не знам за политика. Не знаете? Трудам ништо да не знам, да. Не ви интересира? Моменталната ситуација? Многу ме интересира моментот, одбивам да размислам. Не, никогаш. Не сум многу по политика, така што одбегавам од бег. Знаеш што се случува? Не пратам воопшто политика. Знам. И жалосно е да ти кажам, секој има право на свој живот. Не знам зашо тие не им треба такво нешто. Знам дека има војна, да. Владата застана со САД и Израел. Што мислите вие за тоа? Да, мислам дека надворешната политика на Република Македонија е во ред. Нивните инструкции се сигурно дека треба да поддржат САД и Израел. Ние заедно со САД и Израел сме во нашата надворешна политика, ги следиме нивните препораки, така да мислам дека е во ред. Па не сум многу по политикава. Безцелно е да продолжувам, кажав. Значи не сакам да имам да размислувам и да имам став во моментот за тоа. А дали вие се осеќате безбедно? Не. Ама завчера исто се осеќав и пред месец дена исто се осеќав. Глобално мислам дека е лудило живеачката тоа. Па се е возможно на денешно време. Можеш да се надеваш на све. Секако дека да. Меѓутоа влијае секако овај ненадеен конфликт. Тие си имаат нивни поранешни претензии, така да моментално е безбедно. Што ако некоја ракета се спушти, ете да речеме Србија, Косово, Балкан? Не зависи од нас, ние сме членка на НАТО, мислам дека секако дека нашата безбедносна политика е во тој правец, така да големите сили ќе одлучат дали што и како. Не сме многу моćни, не сме многу силни, но сепак сме во покрив на НАТО, така да се надевам дека би биле безбедни навака.